Господине Заев, можете ли сега со сигурност да кажете дека одите во Брисел и со каква стратегија одите? Добро, јас транспарентноста во ова опција, во општеството кое што ја гледат, кое што веќе е надпартиска, надполитичка, заедно со граѓаните, заедно со целата разноликост со која што секако и ние се гордееме, а верувам дека и мнозинството граѓани, е наша одлика како начин на соопштување на ставовите. Нашите ставови се јасни и гласни. Само уште еднаш ќе кажем, тоа што досега е вранено во таа рамка за преговори кои што ќе следуваат е голем успех, на кој што секако до крај не можеме да се израдуваме, заради тоа што сепак останува најважното прашање. Каква влада ќе ги организира и подготви и спроведе предвремените парламентарни избори? Ако тоа не се договори, ништо тоа што е во таа рамка не важи. Велам, не можам до крај да се израдувам, заради тоа што во таа рамка не се само барањата на опозицијата, на граѓанскиот сектор, на повеќето етнички заедници во Македонија, односно на сите етнички заедници во Македонија. Таму има квалитативи кои што треба земјата да ни ја вратат во нормала. Да создадат општество каде што нема да има поединци индивидуи кои што би биле вака автократски поставени, кои што ќе ја доведат Македонија да биде нормална земја, каде што ќе блеска слободата и демократијата. Но секако и покрај тоа што сме во неравноправни, во нефер, во нееднакви услови на преговорите, ние продолжуваме да разговараме заради тоа што веруваме дека постои можност да се изнајде по мирен и ненаселен пат решение. Оваа трпеливост на овие граѓани овде што ги гледате си во овие денови е таа порака да слушне целиот свет дека можно е да падне автократски и диктаторски режим без насилство и само по мирен пат. За нас е неприфатливо влада да ги организира овие избори кои што ќе биде предводена од Никола Груевски. И точка. Од тоа нема измрдување. Молам, деталите околу сите позитивни аспекти, размислувања, стратегии и тактики не е целисходно да бидат соопштени, заради тоа што тоа е делот на разговорите кои што ќе се случуваат. Но едно е јасно, тоа што го очекуваат граѓаните. На крајот на изборниот ден рака мора да подадат лутите противници. Дали е тоа Заев и Груевски, дали ќе бидат некои други луѓе во делот на помалите партии, опозиционо и власт поставени, рака мора да се подаде. За да се подаде рака, не може Груевски да биде начело на таа влада. За да се подаде рака мора да имаме амбиент каде што граѓанинот ќе биде растеретен целосно од било каква закана, од било какво подкупување, од било каква манипулација, од било каква кражба и измама која што ја видовме во суштината на разговорите. Само при вакви услови, без било кој од Заев, Груевски, Ахмети или Тачи да се обидува нешто под маса, да протне. Тоа ќе се дознае. Само со честен пристап и исклучиво во интерес на граѓаните може да го доживееме тој ден каде што на завршување на изборниот процес ќе се подадат раците. Тогаш ќе имаме нормална земја, тогаш ќе владее слобода, демократија, правда и тогаш ќе почнат да се враќаат европските вредности и стандарди во нашата Македонија. Повелете кој има други прашања? Господине Заев, денеска требаше да има изјава од еврокомесарот Хан. Од Коцијанчиш добивме изјава дека треба да се повикаме на последната изјава на господинот Хан. Дали ова значи дека еврокомесарот сепак останува на првичната изјава негова од Вашингтон и какво ќе биде вашето однесување? Вака, ние денеска очекуваме изјавата заради тоа што во разговорот кој што јас го имав со комесарот Хан,
Договоривме дека треба денеска да има и лично изјава од комесарот Хан, со кој што ќе ги потврди уште еднаш тоа што тој ми го кажа по телефон, а беше преточено исто така во соопштението на Европската комисија, каде што се сите изборни слабости дефинирани од извештајот на ОПСИ одигнара и каде што се потенцира и суштината на разговорите, вклучително и разговорите кои што укажуваат на изборната измама. Ние очекуваме таа изјава и согласно таа изјава остануваат вратите отворени за идни преговори во Брисел. Други прашања? Господин Заев, иако најавивте, до сега не видовме бомба која што ќе докаже сериозни криминали на функционерите на ДУИ. Дали планирате таква бомба? И второ прашање, до сега не слушавме разговор на господин Таблак Мадеми, кој беше 8 години министар. Дали тоа значи дека неговиот број не е прислушуван? Господинот Абдулаки Мадеми го има во телефонските разговори. Директно таргет тој не е бил, но тој е министер во владата, има зборувано со оние што биле директно во таргет, секако дека го има и тој во разговорите, и она кое што предстои понатаму, секако ако не се постигне договор, ќе продолжиме со се што имаме да го споделуваме со јавност. При тоа се отвара прашањето што, ако постигнете разговор, дали јавноста ќе биде скусена од таа вистина? Не. Преку институциите на системот, јавноста ќе дознае за сите вистини кои што процесот вистината за Македонија ги отвори и ќе ги отвори до крај. Може би нема да е Заев вака на пресконференции, се разбира, ако има договор, кој што е најважното прашање за разговори токму на 10 јуни, но секако јавноста не смее да биде скусена од ниту една вистина. Јас го ветив случајот Монструм, А1 телевизија, што се случувало за пописот и многу други прашања, така да и во тој дел таа вистина не може да биде спречена да не допре до граѓаните. Затоа апелирам до спокој, никако вистината нема да биде спречена да допре до граѓаните. Други прашања? Господин Заев, има две прашања, но првото ќе почнам поред од ова кога што завршивте вие. Зошто до сега тогаш не се објавени материјали, докази за криминалот на функционерите на ДУИ во власта, која веќе тврди дека ги имате? Зошто се чувани до сега? И како подпрашање на ова ми е тоа што кој е договор постигнат со ДУИ, бидејќи во граѓаните се случуваат информации дека СДСМ и ДУИ имаат постигнат некој си договор за понатаму да заврши. Еве вака, ние неколку пати објавивме за криминали на ДУИ и редоследот на објавувањето на материјалите беше согласно аспектот на допир до сите граѓани без разлика на нивната етничка определба, нивна верска припадност или слично. Крадените 25 милиони евра само од автопатите се крадени и од македонците, и од албанците, и од турците, и од сите. Сето она кое што го поседуваме секако е со помал интензитет на влијание во делот на ДУИ. Но велам дека ако продолжиме понатаму и тоа ќе го објавиме ние или преку обвинителството повторно ќе допре до јавноста. Да биде на чисто. Дали Заев, СДСМ, опозицијата тактизираат за некои идни коалиции со ДУИ. Коалициите ги дефинираат граѓаните на избори. И на крајот, согласно гласовите кои што граѓаните ги даваат како поддршка, политичките опции и коалиции се на еден начин принудени да соработуваат. Секако, ако при тоа ги спојат и своите програми и може да се договорат како да ги реализираат заедно тие програми. И апсолутно тоа го кажувам дека никако нема калкулации за едни коалиции. ДУИ е дел од власта и тие се соработници на ВМРО ДПМН. Не мора да значи дека ако не се директно во некој конкретен криминал со 25 милиони евра, тие биле до нив седеле, тие се соучесници со власт. Тоа го потврдувам уште само еднаш да кажам, дека нема никакви калкулантски односи. И ги повикувам. И има начин да направат чекор. Да ја напуштат владата. Да ја напуштат владата и ќе падне Груевски. Не мора да чекат Груевски да го направи чекорот. Ако не се соучесници, нека го направат чекорот.
Повелете? Другото прашање много стоит на најкритичните случаи. Значи, вие откога го почнавте проектот Вистината за Македонија, тврдите дека овој проект меѓу другото ќе се одржува и во мултиетничноста, културата и така натаму. Но тврдите исто така дека вие држите докази за невини луѓе кои што се во затвор. Дел од тие ги објавивте за случајот Сопот, немате објавено за случајот Монструм и така натаму. Дали мислите дека или почувствувате вина за тоа дека вие имате докази за луѓе кои што се невини во затвор, а тие ги држите за политички позадени? Вака, уште еднаш да повторам. Ние може да имаме основани сомненија, поголеми, помали или слично. Никогаш не беше нашата амбиција да бидеме ние истражни судии, обвинители или слично. Тие докази, како што ние ги гледаме, така и ги споделиме со јавност. И јавноста ќе носи заклучок, а се надевам соодветно на тоа и општествените институции ќе носат заклучок. Што е причината зашто досега не се објавува случајот Монструм или убиството на Смилковското езеро? Се радувам како и мнозинството граѓани за ова единство што го постигнав. Се радувам и се гордам. Се плашам поединци кои што не може да го скротат гневот од било кои причини, да не го нарушиме. Ова е богатство на оваа земја. Кога го зборувавме уште почетокот на февруари, кога и меѓународната заедница беше загрижена, дали овие докази и аргументи или така наречени бомби на опозицијата нема да поттикнат меѓуетнички конфликти. Бевме осамени во тие моменти кога рековме, не, напротив, ова ќе го обедини нашиот народ од сите етнички заедници. И денеска се и гордееме и радуваме на оваа работа. Затоа обврска на сите е да внимаваме и да го чуваме ова богатство. Оти ова е нашата предност. Ова предност сите во Македонија мора да ја искористат. И затоа алармот мора да е пуштен. Извичникот пред нас мора да е голем. Да внимаваме. Ама при тоа секогаш да потврдуваме. И таа вистина задолжително мора да биде споделена со граѓаните. И ако е неправда за осудените, ќе дочекат правда. Ако е правда, ќе се потврди правда. Што и да е, таа вистина мора да биде споделена со граѓаните. Но, да си го чуваме тоа единство, од и сите добро ни дојде, се гордееме со него и му се радуваме. Тоа е тоа кое што е нашиот ветар во грб на преговорите, тоа е тоа кое што е плюс, можеби најсилната гаранција дека ќе успееме. Ќе успееме да дишиме слобода, да се радуваме на демократија и да практикуваме и конзумираме европски вредности, секој од нас поединечно, без разлика на која етничка заедница припаѓа во Македонија. Повелете. Што доколку Не ве гледам. Да, повелете. Што доколку премиерот Груевски излезе со предлог за тоа кој човек би застанал на чело на владата? Дали би прифатиле таков договор и со ризик, да речем, премиерот да остане во сенка? Вака. Јас не би коментирал детали за можни комбинации, но сум свесен дека водам делегација која што оди на преговори. Тоа не значи дека Заев само што ќе предлага и тоа така ќе биде. Но има вредности, има стандарди, има нормативи, има критериуми. Фала Богу, медијатор во процесот е Европската комисија, преку комесарот Хан. Не може овде ништо ни повеќе ни помалку освен европски стандарди и европски вредности. Како истите луѓе кои што кажуваат дека содржината на разговорите мора да се провери, каде што апсолутно дефинираат заедно со нас транзиционен период, од која причина ние тоа го дефиниравме транзиционниот период, знаејќи дека изборите биле нерегуларни, дека се правени огромни криминали и корупција и слично. За да бидам попрецизен, лесно е прифатливо нешто кое што е во духот на тие европски стандарди и европски вредности. Ако падне предлог од било кого од присутните, а се однесува за човек кој што не е веќе инкриминиран со сите овие докази и аргументи кои што ние ги споделивме, или постојат по друг основ инкриминирачки дејанија врзани со тоа има, е вредно за разговори и се надевам ќе биде прифатливо од сите, без разлика од кој ќе биде дадено, за да биде прв човек на таквата влада која што ќе ги организира и ќе ги подготви
изборите во најдоцна април 2016 година. Повелете? Овде имаше барање. Да, повелете. Како фигурира јавното обвинителство во преговорите и кои се вашите барања по однос на оваа институција со оглед на тоа што уште едно обвинение е кренато против вас за примање на подкуп, а во исто време немаме никакви истражни постапки по однос на содржината од прислушуваните разговори. Што очекувате од јавното обвинителство? Што ние да очекуваме во наредниот период? Вака, првиот дел нема да го коментирам заради тоа што ќе цитирам дел од точките кои што се во таа рамка за преговори, а рековме дека ќе дадеме шанса на успешни преговори. Обвинителните акти против Заев и другите опозиционери стана абсурдност во нашето општество. Тоа јакне само нашата позиција во преговорите. Секако по меѓународните узанси и по меѓународните стандарди, тоа е дополнителна абсурдност, оти не дава еднаков фер третман или позиционирање во самите преговори. Заев е со два обвинителни акти пред почеток на судски рочишта, а кривичните пријави против Груевски врхушката на власта воопшто не се отпочнати ниту со истрага. Кај е обвинителен акт, каде е да одлучуваат по приговори или слично. Но апсолутно врвот на абсурдноста на ваквото дрско и безобразно режимско или диктаторско владење со секој одмина ден е дополнително потврдено. Груевски е истиот човек кој што од оваа зграда велеше комбиња на 2 километри овде во центарот на Скопје со некои тактички опреми снимале. За да после вели нема странски служби, ама Заев оти ми каже дека имало. Заради тоа постоеле странски служби. Заев, како што гледате, утре ќе замине за Брисел со пасош во раце. Обвинет за насилство врз премиерот. А господинот Бранко Палифров, мој соработник во општина Струмица, раководител на секторот за финансии и буџет, е осомничен за помагање на насилството. Значи, тој помагачот, на мене насилникот, тој е во притвор 4,5 месеци, јас бев и во Страсбур, бев и во Софија и во Брисел. Смешно е, да не биде жално. Апсолутно тоа уште еден аргумент. Нека ценат нашите меѓународни пријатели, па нека дават предлози по европски стандарди и по европски вредности. И гледате, 2 месеци од таа трето најавената кривична пријава за издавање на државна тајна. Кај е третата кривична пријава за државна тајна? Ја нема никаде. Да, ако паднат обвинителните акти досега, за да има трет, па нека го има багажот и притисокот повторно. Ке сватат, се нахдева многу рано. Пресвети, преважни се вредностите за кои што се бориме. Нивното име е слобода, демократија, правда, нормална земја. Повелет. Ако денес комесарот Хан не даде изјава, дали ќе одите утре во Брисел? 2,5 сега нема најави, нема ништо од Брисел. Овие луѓе позади мене, голем дел, ако не и сите вие, толку многу веруваме во тие европски вредности и стандарди, за нас се светост. Не знам што значат за некои земји членки на Европската унија, но за нас се светост. За да коментирам дополнително Европска унија, Европска комисија, комесарот Хан, да оставиме денот, денеска ни на пола не е поминат. Да оставиме да почекаме. Согласно тоа, во духот на транспарентноста секогаш сме ги соопштувале нашите ставови. Но го видовте нашиот чекор првовремен согласно првата реакција или коментар на комесарот Хан, го видовте и вториот чекор. Апсолутно сме демократи, работиме во интерес на државата и нема нешто што може да не стави во позиција на тајност, недоволна транспарентност или слично, кога секако го водиме процесот наречен вистината за Македонија. Може да има дилема утре да одите, ако нема одговор до крајот на денот, ставот на СДСМ ќе биде јасно соопштен. Дали има други прашања во ово? Ви благодарам на сите на присуството. Ви благодарам.